Пак сум во работната соба на Евелин. Сонцето свети директно во прозорците, осветлувајќи го лицето на Евелин со толку топлина што ја засенува незината десна страна. Навистина го правиме ова, Евелин и јас. Биографот и личноста. Почнува сега. Евелин носи црни хеланки и темно сина машка кошула со ремен. Јас сум со црни тесни фармерки, црна мајца и сив со волнен блейзер. Се облеков со намера да останам овде цел ден и цела ноќе кој е потребно. Ако таа продолжи да зборува, јас ќе бидам тука и ќе слушам. И така, велам јас. И така, вели Евелин со глас што ме тера да сакам да почнам. Поради тоа што седам зад бирото, додека таа е на каучот, некако се чувствувам како да сме на спротивни страни. Сакам таа да чувствува дека сме во истиот тим, затоа што сме нели. Иако добивам впечаток дека никогаш не знаеш на што си со Евелин. Може ли навистина да ја каже вистината? Дали е способна за тоа? Седнам на фотелјата покрај каучот. Се наведнувам напред со нотесот во скутот и пенкалото врак. Го вадам телефонот. Ја вклучувам апликацијата за снимање звук. Стиснувам да снима. Сигурна ли си дека си подготвена? Ја прашувам. Евелин кимнува. Сите што ги сакав сега се мртви. Не остана ништо што треба да го штитам. Немам за кој друг да лажам, освен за себе. Со толку многу внимание, луѓето ги следеа најсложените детали од лажната приказна за мојот живот. Се што не е, јас не сум. Сакам да ја откријат вистинската приказна. Вистинската јас. Во ред, велам јас. Тогаш покажи ми ја вистинската Евелин. И јас ке се погрижам светот да разбере. Евелин ме погледнува и благо се насмевнува. Можам да видам дека го кажав она што таа сакаше да го чуе. За среќа го мислев кажаното. Да почнеме хронолошки, велам јас. Кажи ми нешто повеќе за Ерни Диас, твојот прв сопруг, оној што ти извади од Hell's Kitchen. Во ред, вели Евелин кимнувајќи. Можеме да почнеме и од таму. Кутриот Ерни Диас. Мајка ми беше придружна танчарка во помалите театри близу Бродвеј. Таа емигрирала од Куба со татко ми, кога имала 17 години. Кога бев малку постара, открив дека терминот придружна танчарка е еуфемизам за проститутка. Не знам дали била или не била тоа. Би сакала да верувам дека не била. Не затоа што има нешто срамно во тоа, туку затоа што знам нешто за тоа што значи да му го дадеш телото на некој што не го сакаш и затоа се надевам дека не морала да го прави тоа. Почина од пневмонија кога имав 11 години. Јасно е дека нема многу спомени со неа, но се сеќавам на незиниот мирис на ефтина ванила и дека го правеше најдоброто калдо галего. Никогаш не ме викаше Евелин, само Мија, што правеше се чувствувам на вистина посебна, како да бев неизина и таа беше моја. Мајка ми сакаше да биде филмска звезда повеќе од што било. Таа на вистина веруваше дека ако добие улога во филм, може да не спаси оттаму и од татко ми. Сакав да бидам иста како неа. Честопати посакував да ми кажеше нешто трогателно на незината смртна постела, нешто што ќе остане со мене за секогаш. Но на крајот не знаевме колку беше болна. Последното нешто што ми го кажа беше «Decirle a su padre que estaré en la cama». Кажи му на татко ти дека ќе бидам в кревет. По незината смрт плачев само под тушот, каде што никој не можеше ме види или да ме чуе. Каде што не можев да ги препознам солзите од водата. Не знам зошто го правев тоа. Се што знам е само дека по неколку месеци можев да се истуширам без да плачам. И тогаш летото по незината смрт почнав да се развивам. Градите почнаа да ми растат и не престанаа. На 12 години морав да пребарувам низ работите на мајка ми во обид да најдам градник што ќе ми одговара. Единствениот што успеав да го најдам ми беше премал, а сепак го носев. На 13 годишна возраст бев висока над 175 см со темна сјајна кафеава коса, долги нозе, светло бронзен тен и гради од кои ми се откопчуваа копчињата на фустанот. Возрастните мажи ме гледаат додека одев по улица, а некои девојчиња од мојата зграда веќе не сакаа да се дружат со мене. Бев осамена, без мајка, со насилен татко, без другарки и со сексуалност што зрачеше од мене, а за која не бев подготвена. Имаше едно момче по име Били, кој работеше во продавницата на Аголот. Имаше 16 години и беше брат на девојчето што седеше со мене на клупата на училиште. Еден ден во ноември отидов во продавницата по бомбони, а тој ме бакна.
Не сакав да ме бакне, го турнав, но тој ми ја држаше раката. Ох, ајде, рече тој. Продавницата беше празна, имаше силни раце. Ме грабна посилно. Во тој момент сватив дека тој ќе го добие она што го сака од мене, без оглед дали ќе му дозволам или не. Имав два избора. Можев да го направам тоа бесплатно или можев да го направам тоа за бесплатни бомбони. Следните 3 месеца земав се што сакав од таа продавница. За возврат се дружев со него секоја сабота вечер и му дозволував да ми ја соблече блузата. Никогаш не чувствував дека има многу избор во врска со тоа. Тоа што некој ме посакуваше значеше дека морав да го задоволам. Барем така размислував во тоа време. Се сеќавам дека во темнината на преполниот магазин, додека со грбот бев потпрена на дрвен сандак, тој ми рече: "Ти имаш некоја моќ врз мене." Тој се убедил дека јас сум виновна што ме посакува. И јас му верував. Види што им правам на кутрива момци, си мислев. А исто така, ева е мојата вредност, мојата моќ. Затоа, кога ме откачи, затоа што му здодеав, затоа што најде некоја друга повозбудлива, истовремено чувствував длабоко олеснување и многу реално чувство на неуспех. Имаш уште едно такво момче за кое исто така ја собликував блузата, затоа што мислев дека морам. Пред да почнам да сваќам дека јас сум таа што треба да ја донесе таа одлука. Не посакував никого. Тоа беше проблемот. Да бидам сосема директна, почнав прилично брзо да си го сваќам телото. Не ми беа потребни момчиња за да се чувствувам добро. Тоа знаење ми даде голема моќ, затоа што не бев заинтересирана за никого во сексуална смисла. Но сакав нешто. Сакав да се извлечам што подалеку од Hell's Kitchen, подалеку од мојот стан, подалеку од застојниот здив на татко ми, од текила и неговата тешка рака. Сакав некој да се грижи за мене, сакав убава куќа и пари. Сакав да избегнам што подалеку од мојот живот. Сакав да одам таму каде што мајка ми вети дека ќе завршим еден ден. Има една работа во врска со Холивуд. Тоа е и место и чувство. Ако бегаш таму, можеш да бегаш кон Јужна Калифорнија, каде што сонцето секогаш сјае, а палмите и портокаловите насади стојат исправени на место сивите згради, вулканите, тротоари. Но исто така бегаш и кон начинот на живот прикажан во филмовите. Бегаш кон свет кој е морален и праведен, каде што добрите момци победуваат, а лошите губат, каде што се соочуваш со болка само за да станеш посилен, така што победата ќе биде посладка на крајот. Поминат години пред да откриам дека животот не станува полесен само поради тоа што е погламорозен. Но кога имав 14 години, никој не можеше ми го каже тоа. Значи го облеков омилениот зелен фустан, оној што многу неодамна го надраснав, и тропнав на вратата на момчето за кое слушнав дека оди во Холивуд. Од погледот на лицето на Ерни Диас ми беше јасно дека му беше мило што ме гледа. И за тоа ја трампав невиноста. За патување во Холивуд. Ерни и јас стапивме во брак на 30 јануари 1953 година. Јас станав Евелин Диас. Тогаш имав 15 години, но татко ми ги потпиша документите. Верувам дека Ерни се сомневаше дека сум малолетна, но го излажав лице, а тој не се распрашуваше понатаму. Тој не изгледаше лошо, но не беше нешто особено паметен или шармантен. Немаше да има многу шанси да се ожени со убавица. Мислам дека беше свесен за тоа. Мислам беше доволно паметен за да ја зграбче можноста што му чукна на врата. Неколку месеци подоцна Ерни и јас се качивме на неговиот Плимут од 1949 година и тргнавме на запад. Останавме кај некои негови пријатели, а тој доби работа како техничар за осветлување. Набрзо заштедивме доволно за да изнајмиме собствен стан. Живеевме наголот од улицата Детроит и авенијата Де Лонгпред. Имав нова облека и доволно пари за да печам месо во текот на викендите. Требаше да завршам средно училиште, но Ерни сигурно немаше ми ги проверува оценките и знаев дека училиштето е губење време. Дојдов во Холивуд само за една работа и бев решена да ја направам. Наместо додам на часови, секој ден оде во кафулето Формоса на ручек и останував таму се додека можев. Го познава местото од озборувањата. Знаев дека познати личности одат таму. Се ногеше веднаш до филмското студио. Црвената зграда со ракописен надпис и црнена стрешница ми стана секојдневна рутина. Знаев дека тоа е очаен потек, но не ми остана ништо друго. Ако сакам да станам актерка, некој треба да ме открие.
Не бев сигурна како се прави тоа, осам да се движам на места каде што се движеа и луѓето од филмовите. Затоа одев таму секој ден и седев со чаша Кока-кола. Бев таму толку често и толку долго, што келнерот се измори од преправање дека не знае што правам. Види, рече тој по околу 3 недели. Ако сакаш да седиш овде и да се надеваш дека Хемфри Богарт ќе се појави, добро, но мораш да бидеш од корист. Нема да отстапувам платено место за ти да си пиеш сок. Беше постар, имаше можеби 50 години, но имаше густа темна коса. Линиите на неговото чело ме потсетија на татко ми. Што треба да правам, го прашав. Малку се загрижив дека ќе побара од мене она што веќе му го дадов на Ерни. Но ми фрли тефтерче за запишување нарачки и ми рече да пробам да го работам тоа. Немав идеја како да бидам келнерка, но сигурно дека немаше му го кажам тоа. Во ред, реков, од каде да почнам? Тој посочи на масите помеѓу сепарињата. Тоа е масата број 1. Другите маси одат поред. Добро, реков, јас разбирам. Станав од столот до шанкот и се упатив кон масата број 2, каде што седеа тројца мажи во костуми и разговараа со затворени менија. Еј, дете, се јави шанкерот, да, ти си вистинска бомба, се обложувам во $5 дека ќе го добиеш она што го сакаш. Имав 10 нарачки. Ги измешав сендвичите на тројца луѓе и заработив $4. 4 месеци подоцна, Хари Камерон, тогаш млад продуцент во студиото Sunset, дојде на состанок со извршен директорот со седното студио. Двајцата нарачаа стек. Кога им ја донесов сметката, Хари ме погледна и рече: Боже, 2 недели подоцна имав договор со студиото Sunset. Дојдов дома и му реков на Ерни дека сум изненадена што некој од студиото Sunset би бил заинтересиран за сиромашката јас. Му реков дека глумата ќе ми биде забавна, нешто со кое што ќе ми поминува времето дека не почне мојата вистинска работа како мајка. Глупости од прва класа. Имав речиси 17 години во тоа време. Иако Ерни се уште веруваше дека сум постара. Беше крајот на 1954 година. А јас станував секој утро и одев во студиото Sunset. Немав никаква врска од глума, научев. Бев статистка во неколку романтични комедии. Имав една реплика во еден воен филм. И зошто да не може, беше мојот текст. Играв медицинска сестра што се грижеше за ранет војник. Лекарот во сцената шеговито го обвини војникот дека флиртува со мене, а јас му одговорив: А зошто да не може? Го прашав како петто деленка во училишна представа со благ њујоршки акцент. Во тоа време многу зборови ми беа со акцент. Зборував англиски како њујорчанка, шпански зборував како американка. Кога филмот почна да се прикажува, Ерни и јас отидовме да го видиме. Ерни сметаше дека е смешно, неговата женичка изговара една реченица во филм. Дотогаш воопшто не заработував, а сега веќе придонесував исто колку и Ерни, кога го напредија во главен техничар за осветлување. Затоа го прашав дали може да си платам за часови по глума. Таа вечер му сготвив арос кон поло и кога ја донесов храната на масата, намерно не ја симнав престилката. Сакав да ме види како безопасна домаќинка. Мислев дека ќе стигнам подалеку ако тој не ме смета за закана. Се нервирав што морав да го прашам како да си ги трошам сопствените пари. Но не гледав друг избор. Секако, рече тој, мислам дека тоа е паметна работа. Ке станеш подобро и кој знае, може еден ден ќе имаш главна улога во некој филм. Ке имам главна улога. Сакав да го удрам, но сватив дека Ерни не е виновен. Ништо од тоа не беше негова вина. Јас му кажав дека сум некоја друга и потоа почнав да се лутам што не можеше да види која бев на вистина. 6 месеци подоцна можев убедливо да кажам: не бев одлична, но бев доволно добра. Бев уште 3 филма, сите споредни улоги. Слушнав дека има отворена позиција за улогата на ќерка тинеџерка на Сту Купер во романтична комедија и одлучив дека ја сакам. Затоа направив нешто што многу други актерки од мој ранг не се ни осмелиле да го помислат. Затропав на вратата на Хари Камерон. Евелин, рече тој изненаден што ме гледа. На што го должам ова изненадување? Ја сакам улогата на Каролин, реков јас. Во љубовта не е се. Хари ми даде знак да седнам. Беше згоден, за извршен директор. Повеќето од продуцентите беа заоблени, но гумина беа келави. Но Хари беше висок и вит. Тој беше млад. Предпоставував дека не беше ни 10 години постар од мене.
Носеше костум што убаво му стоеше и му ги нагласуваше ледено сините очи. Имаше нешто од средниот запад кај него, не толку во изгледот, колку во начинот на кој се однесуваше кон луѓето, на почетокот љубезно, подоцна покажувајќи моќ. Хари беше еден од малкутемината во студиото, што не зјапаа директно во моите гради. Всушност тоа ми пречеше како да правев нешто погрешно и не му го привлекува вниманието. Тоа само докажува дека на ако една жена и кажете дека единствената нејзина вештина е да биде посакувана, таа ќе ви верува. Јас верував во тоа уште пред да навршам 18 години. Нема да те мафтам, Евелин. Ари Саливан нема да те одобри за таа улога. Зошто да не? Не си вистинската личност за тоа. Што треба да значи тоа? Никој нема да верува дека си му ќерка на Stu Купер. Апсолутно би можела да бидам. Не би можела. Зошто? Зошто? Па сакам да знам зошто. Твоето име е Евелин Диас и не можам да те ставам во филм и да се преправам дека не си мексиканка. Јас сум од Куба. За нашава поента, истата разлика. Не беше истата разлика, но немаше смисла да се обидувам да му објаснам. Во ред, реков јас, па тогаш што велиш за филмот со Гери Дупонт? Не можеш да глумиш главна улога во романтичен филм со Гери Дупонт. Зошто да не? Хари ме погледна како да сакаше да праша дали на вистина ќе го натерам да го рече тоа. Затоа што сум мексиканка, го прашав. Затоа што во филмот со Гери Дупонт потребна ни е убава русокоса. Можам да бидам убава русокоса? Хари ме погледна. Уште повеќе се потрудив. Го сакам тоа, Хари, и знаеш дека можам да го сторам. Јас сум една од најинтересните девојки што ги имате сега. Хари се смееше. Храбра си, ти го признавам тоа. Секретарката на Хари затропа на вратата. Извинете што ве прекинувам, господине Камерон, но треба да бидете во Бурбанк во 1 часот. Хари го погледна часовникот. Се обидев за последен пат. Размисли, Хари, добра сум и можам да бидам уште подобра, но ме трошиш со тие мали улоги. Знаеме што правиме, рече тој станувајќи. Станав заедно со него. Каде ја гледаш мојата кариера за 1 година, Хари? Како играм учителка со 3 реченици текст? Хари помина покрај мене и ја отвори вратата испраќајќи ме надвор. Ке видиме, рече тој. Затоа што изгубив битката, бев решена да ја добијам војната. Следниот пат кога го видов Ари Саливан во студиската кантина, ја испуштив чантата пред него и случајно му ги покажав сите мои адути, додека се наведнував да ја земам. Тој ме погледна во очи и јас си заминав, како да не сакав ништо од него, како да немав идеја кој е тој. Една недела подоцна се преправав дека сум се изгубила кај канцелариите на продуцентите и налетав на него во ходникот. Тој беше голем човек, но тежината добро му прилегаше. Очите му беа толку темно кафеави, што беше тешко да му се видат зениците. И секогаш ја имаше истата еднодневна брада, но имаше убава насмевка. И тоа е она на што се фокусирав. Господјо Диас, рече тој кога ме виде. Јас бев и не бев изненадена што ми го дознал името. Господин Саливан, реков јас. Ве молам, викајте ме Ари. Па, здраво, Ари, реков јас, нежно поминувајќи со дланката по неговата рака. Имав 17 години. Тој имаше 48. Таа вечер, откако неговата секретарка се замина, јас бев таа што лежеше на неговата работна маса со столништето кренато на колковите, со лицето на Ари помеѓу моите нозе. Излезе дека Ари има фетиш орално да задоволува малолетни девојки. По околу 7 минути се преправав дека горам од неиздржливо задоволство. Не би можела да кажам дали беше добро, но бев среќна што сум таму, бидејќи знаев дека тоа ќе ме однесе онаму каде што сакав. Ако уживањето во сексот по дефиниција значи дека чувствувате задоволство, тогаш имав многу секс во кој не уживав. Ако го дефинираме сексот како состојба на среќа поради направената размена, тогаш немав многу секс што го мразам. Кога излегував, го видов редот со оскари што Ари ги имаше во својата канцеларија. Си реков дека еден ден и јас ќе имам еден. Љубовта не е се и филмот со Гери Дупонт кој го сакав излегува со разлика од 1 недела. Љубовта не е се не беше успешен, а Пенелопе Килс, жената што ја доби улогата што сакав да ја играм покрај Гери, доби катастрофални критики. Па така ја исеков критиката за Пенелопе и ја пратив до Хари и Ари со порака во која пишуваше: Јас ке растурев. Следното утро во мојата приколка добив порака од Хари. Во ред, ти победи.
Хари ме повика во канцеларијата и ми рече дека разговарал со Ари и дека тие имаат две потенцијални улоги за мене. Можев да играм италијанска наследничка како четврта водечка актерка во воена романса, или би можела да играм улогата на Џо во Мали жени. Знаев што значи да се игра Џо. Знаев дека Џо е бела жена, а сепак ја сакав улогата. Не ги расширив нозете за да напреднува малку по малку. Џо, реков јас, дај ми ја Џо. И со тоа машината за создавање звезди беше ставена во погон. Хари ме запозна со стилистката на студиото Гвендолин Питерс. Гвен ми ја избланшира косата и ја исече во паш фризура до рамената. Таа ми ги обликуваше вегите. Таа ми ја израмни линијата на косата на челото. Се запознав со нутриционист кој ме натера да изгубам точно 3 килограми, главно со тоа што почнав да пушам и заменив некои оброци со чорба од зелка. Запознав и фонетичар, кој ми помогна да се ослободам од њујоршкиот акцент, а шпанскиот целосно го изфрлив. Потоа секако морав да пополнам прашалник на 3 страници за мојот живот до тогаш, што работи татко ми, што сакам да правам во слободно време, дали имам домашни миленици. Им дадов искрени одговори, а истражувачот веднаш што ги прочита рече: "О, не, тоа нема да успее. Еве како. Мајка ти починала во сообраќајна несреќа, оставајќи го татко ти сам да те порасне и воспита. Работел како градежник на Менхетен, а во текот на летото за време на викендите те носел на Кони Ајленд. Ако некој те праша, сакаш тенис и пливање, имаш бернардинец по име Роџер." Направив барем 100 фотографии за публицитет. Јас со мојата нова руса коса, послаба става, побели заби. Нема да се верува зашто се не бев модел. Како се смешкам на плажа, како играм голф, како трчам по улицата, дека влече еден бернардинец кој беше поземен од еден сценограф. Ме сликаа како солам голем грейпфрут, стрелам со лаки стрела, се качувам во лажен авион. Да не ги споменувам фотографиите за празници. Знаеше да биде жижок септемврески ден, а јас седе во црвен кадифен фустан покрај целосно украсена новогодишна елка, преправајќи се дека отворам кутија во која има мало маче. Костимографите беа немилосрдни и многу наметливи за мојата облека. По наредба на Хари Камерон, а стилот секогаш вклучуваше тесен джемпер, закопчан токму како што треба. Не бев благословена со фигура на песочен часовник. Имав задник рамен како зид. Можеше да обесиш слика на него. Градите беа тие што го привлекуваа вниманието на мажите, а на жените им се допаѓаше моето име. Да бидам искрена, не сум целосно сигурна кога сватив дека што навистина сакаме, но го сватив тоа за време на неколкуте недели додека ги правевме тие фотографии. Ме осмислуваа да представувам две спротивни работи. Комплицирана слика која беше тешка за сваќање, но лесна да се прифати, требаше да бидам и наивна и еротична, како да бев премногу честна да ги разберам нечестните мисли што луѓето ги имаа за мене. Сето тоа беше срање секако, но лесно беше да се одгломи. Понекогаш мислам дека разликата помеѓу актерка и звезда е во тоа што звездата се чувствува пријатно да биде она што целиот свет сака таа да биде, а јас се чувствував пријатно истовремено да изгледам и невино и сугестивно. Кога се развија фотографиите, Хари Камерон ме повлече во неговата канцеларија. Знаев зашто сака да зборува. Знаев дека останува една работа што треба да се среди. Што велиш за Амелија Дон? Тоа звучи добро, нели? Рече тој. Седнавме во неговата канцеларија, тој зад бирото и јас на фотелјата. Размислував за тоа. А што велиш за нешто со иницијалите ЕХ? Прашав јас. Сакам да бидам нешто што ќе беше најблиску до името што ми го дала мајка ми, Евелин Херера. Елен Хенеси? Ја затресе тој главата. Не, преформално е. Го погледнав и му ја понудив реченицата што ја смислив претходната ноќ, како токму тогаш да ми текнала. А што велиш за Евелин Хуго? Хари се насмевна, звучи француски, рече тој, ми се допаѓа. Станав и се ракував со него. А русата коса, на која се уште не навикнував, беше најкарактеристична за таа гледка. Се фатив за рачката на вратата, но Хари ме запре. Има уште една работа, рече тој. Добро, ги прочитав твоите одговори на прашањата од интервјуто. Ме погледна директно во очи. Ари е задоволен од промените што ги направи. Мисли дека имаш голем потенцијал.
Студиото мисли дека би било добро да излезеш на неколку состаноци, да те видат низ градот со неколку типови како Пит Гриер и Брик Томас, можеби дури и со Дон Адлер. Дон Адлер беше најзгодниот актер во Сансет. Неговите родители, Мери и Роджер Адлер, беа најголемите звезди во 30-тите години. Дон Адлер буквално ме припаѓаше на холивудското благородништво. Дали тоа ќе биде проблем, ме праша Хари. Тој немаше намера директно да го споменува Ерни, бидејќи знаеше дека нема потреба од тоа. Нема проблем, реков јас, никаков. Хари кимна. Ми даде визит карта. Јави му се на Бени Морис. Тој адвокат ќе го најдеш во бунгаловите. Тој го водеше поништувањето на бракот помеѓу Венди Потер и Мек Рикс. Ќе ти помогне да ја средиш работата. Отидов дома и му реков на Ерни дека го напуштам. Тој плачеше непрестано 6 часа, а потоа доцна во ноќта додека лежав покрај него на нашиот кревет, тој рече: "Добро, ако така сакаш." Студиото го исплати, а јас му оставив срцепарателно писмо во кое пишуваше колку ми е тешко да го напуштам. Се беше лага, но чувствував дека му должам да го прекинем нашиот брак на начинот на кој го почнав, преправајќи се дека го сакам. Не се гордеам со она што го направив, не ми беше лесно да го повредам така. Ни тогаш не се чувствував пријатно, ниту сега, но јас исто така знам колку навистина сакав да се заминам од Hell's Kitchen. Знам како е, кога не сакаш татко ти премногу да внимава на тебе, без разлика дали одлучил да те мрази и да те тепа, или дека те сака малку премногу. И знам како е да си ја видиш иднината пред себе. Сопругот кој навистина е само нова верзија на татко ти, кому му се предаваш в кревет кога тоа е последното нешто што сакаш да го направиш, или подготвуваш само бисквити и конзервирана пченка за вечера зашто немате пари за месо. Тогаш како можам да го осудам 14 годишното девојче кое направи се што можеше за да излезе од градот? И како да судам на 18 годишната девојка што излезе од тој брак, штом стана безбедно да го направи тоа? Ерни се ожени со жена по име Бети која му роди 8 деца. Мислам дека почина во раните 90-ти години откако станал дедо повеќе пати. Парите што ги добил од студиото ги искористил како депозит за куќа во Мар Виста во близина на студиото Фокс. Никогаш повеќе не слушнав ништо за него. Ако одиме по онаа изрека дека се е добро што добро се сврши, тогаш мислам дека е сигурно да се каже дека не жалам. Евелин, вели Грейс додека влегува во собата. Имаш вечера со Рони Билман за 1 час. Сакав само да те потсетам. О да, вели Евелин, благодарам. Грейс замина, а Евелин се сврте кон мене. Кога ќе продолжиме утре? Во истото време? Да, може, велам и почнувам да ги собирам работите. Левата нога ми се вкочени и се обидов да ја размртам удирајќи во дрвената масичка. Како мислиш дека оди досега? Евелин ме прашува додека ме испраќа. Дали ќе можеш да направиш приказна од тоа? Можам да направам се, велам јас. Евелин се насмевнува и вели: Добра девојка. Како да работите? Ме прашува мајка ми, што ми одговорив на телефон. Таа кажува работите, но знам дека мисли каков ти е животот без Дейвид. Добро, одговарам јас, оставајќи ја торбата на каучот и одејќи кон фрижидерот. Мајка ми рано ме предупреди дека Дейвид можеби не е најдобриот човек за мене. Бевме во врска неколку месеци кога го донесов дома во Енсино за денот на благодарноста. Нези се допаѓаше колку беше учтив, како се потруди да ја постави и да ја раскрене масата. Но на последниот ден од нашата посета, утрото пред тој да се разбуди, мајка ми ме праша дали Дейвид и јас имаме значајна врска. Рече дека не го видела тоа. И реков дека не мора да го види, дека го чувствувам. Но незиното прашање ми остана врежано во меморијата. Понекогаш беше шепот, понекогаш силно одзвонуваше. Кога помалку повеќе од 1 година и се јавив да ја кажам дека сме се свршиле, се сеќавам, се надевав дека мајка ми ќе свати колку е фин, колку се вклопува во мојот живот. Се беше лесно со него, а во тоа време тој беше толку скапоцено, толку ретко. Како и да е, бев загрижена дека таа повторно ќе изрази својата грижа, дека ќе ми каже дека правам грешка. Не го стори тоа. Всушност беше полна со поддршка. Сега се прашувам дали се однесуваше така повеќе од почит, а помалку за тоа што навистина го одобруваше тоа. Размислува, вели мајка ми, додека ја отварам вратата од фрижидерот. Или да кажам подобро, направив план. Земам шише вода Пелегрино,
пластичниот сад со шери домати, кантичката со бурата сирење. О не, велам јас, што направи? Мајка ми се смее. Таа секогаш се смее толку прекрасно. Незината смеа е целосно безгрижна, многу младешка. Мојата е целосна спротивност. Понекогаш гласна, понекогаш зарипната. Знам да звучам и како некој старец. Девид велеше дека му се чини дека мојата смеа го потсетува на смеа на старец е наискрена, бидејќи никој со паметно главата не би сакал да звучи така. Се обидувам да се сетам на последниот пат кога се смеев така. Се уште не сторив ништо, вели мајка ми. Уште сум во концептуалната фаза, но размислувам да дојдам да те посетам. За момент не кажувам ништо, премерувајќи ги добрите и лошите страни, додека го джвакам огромното парче сирење, кое само што го стави во уста. Лоша страна, ќе ја критикува секоја облека што ја носам во нејзино присуство. Добра страна, ќе ми подготвува макарони со сирење и колач со кокос. Лоша страна, секои 3 секунди ќе ме прашува дали сум во ред. Добра страна, кога ќе се вратам дома, барем во тие неколку дена станот нема да биде празен. Го голтам залакот. Во ред, велам на крајот. Одлична идеја. Може би можела да те одведам на некој шоу. Но фала Богу, вели таа. Веќе резервирав билет. Мамо, велам со воздишка. Што? Можев да го откажам ако ти не се согласеше. Но не излезе така. Тогаш е одлично. Ќе бидам таму за околу 2 недели. Може така, нели? Знаев дека ова ќе се случи веднаш штом таа делумно се пензионира минатата година од незината работа како наставник. Со децении го водеше одделот за наука во приватното средно училиште и што ми рече кога ќе замине во пензија, ќе предава само на 2 класа, бев свесна дека ќе мора да го насочи вишокот време и внимание на друго место. Да, добро е, велам. Додека ги сечам доматите, им ставам маслиново масло. Само сакам да се уверам дека си добра, веле мајка ми. Сакам да бидам со тебе. Ти не треба... Знам, мамо, велам пресекувајќи. Ја знам, разбирам. Ти благодарам што ќе дојдеш. Ќе биде забавно. Нема да биде забавно, но ќе биде добро. Тоа е како кога одите на забава по лош ден. Не сакате да одите, но знаете дека треба. Свесни сте дека дури ако не уживате, ќе биде добро да излезете од куќата. Дали го доби пакетот што ти го пратив, вели таа. Пакет со фотографиите на тато. О не, одговарам, не го добив. Молчим еден момент и тогаш мојот мол ќе иритира мајка ми. Жити Бога. Чекав да кажеш нешто, но не можам повеќе. Како оди со Евелин, Хуго ме праша. Ќе умрам од љубопитност, а ти не ми кажуваш ништо. Ја истурам водата во чаша и кажувам дека Евелин е многу јасна и дека истовремено е насватлива. Тогаш и велам дека нема да ми ја даде приказната за Модиш, дека сака да напишам книга. Не разбирам, вели мајка ми. Дали сака да ја напишеш незината биографија? Да, велам. Колку и да е возбудливо, има нешто чудно околу тоа. Сакам да кажам, не мислам дека сакала воопшто да даде интервју за Модиш. Мислам дека сакала, се повлекувам, бидејќи не сватив што точно сакам да кажам. Што? Размислувам за тоа малку повеќе. Да го искористим Модиш да дојде до мене. Не знам баш точно, но Евелин е многу пресметлива. Нешто се случува. Па не сум изненадена што те сака тебе. Талентирана си, бистра си. Ги превртувам очите на предвидливоста на мајка ми, а сепак ја ценам. Не, мама, знам, но има уште нешто друго. Убедена сум во тоа. Звучи злобно, предпоставувам. Има ли причина да бидам загрижена, ме прашува таа. Мислам, ти загрижена си? Не размислував за тоа на таков директен начин, а сепак мислам дека не сум. Премногу сум заинтересирана за да се грижам, велам јас. Во тој случај те молам само гледај да ги споделиш сите сочни детали со мајка ти. Сепак те раѓав 22 болни часа. Го заслужувам тоа. Се смеам и смеата ми звучи барем малку како смеа на старец. Во ред, велам јас, ветувам. Добро, вели Евелин, дали сме подготвени? Повторно е на своето место. Јас сум на моето место зад бирото. Гресни донесе послужавник со мафини од боровинки, 2 бели филџани за кафе, бокал со кафе и сад за шлак од нерасуѓувачки челик. Станувам, се ставам кафе, додавам шлак, се враќам зад бирото, го вклучувам копчето за снимање и потоа велам. Да, подготвена сум, почни. Што се случило следно? Проклетиот Дон Адлер.
Филмот Мали жени испадна дека е нешто со што ме залажаа, затоа што штом станав Евелин Хуго, млада русокоса, студиото Сансет имаше еден куп филмови што сакаше јас да ги снимам. Глупави сентиментални комедии. Се согласив со тоа од две причини. Прво, немав избор освен да се согласам, бидејќи картите не беа кај мене. Второ, бев звезда во подам. Брз. Првиот филм во кој ми ја дадоа главната улога беше Татко и ќерка. Го снимавме во 1956 година. Ед Бейкер го играше мојот татко вдовец и двајцата почнавме да ја откриваме љубовта во исто време. Тој се влюби во својата секретарка, а јас во неговиот помошник. Во тоа време Хари ме притискаше да одам на неколку состаноци со Брик Томас. Брик беше поранешна детска звезда и идол на утринските проекции, кој да бидам искрена веруваше дека може би е месија. Само што стоев до него мислев дека ќе се удавам во самообожавањето што зрачеше од него. Една петочна вечер Брик и јас се сретнавме со Хари и Гвендолин Питерс на неколку блокови далечени од Часенс. Гвен ме облече во фустан, хулахопки и високи подпетици. Ми ја крена косата. Брик се појави во комбинезон и мајца, па Гвен го облече во убав костум. Ги извозевме 500 метри до влезната врата на клубот во новиот Кадилак Биариц на Хари. Луѓето почна да не сликаат мене и Брик уште пред да излеземе од автомобилот. Не седнаа во кружно сепаре, каде што се стиснавме еден до друг. Јас нарачав коктел Ширли Темпл. Колку години имаш, мила? Ме праша Брик. 18, му реков јас. Значи сигурно си имала слика од мене на ѕидот од твојата соба, а? Едва се воздржав да не го земам пијалокот и да му го фрлам в лице. Наместо тоа се насмевнав колку што можев пољубезно и реков: како знаеше? Додека седевме заедно, фотографите не сликаа. Се преправавме дека не ги гледаме, правејќи се дека се смееме заедно рака под рака. Еден час подоцна се вративме кај Хари и Гвендолин и се пресоблековме во нормална облека. Непосредно пред да се збогуваме, Брик се сврте кон мене и ми се насмевна. Утре ќе има многу шпекулации за мене и за тебе, рече тој. Сигурно, јави ми се ако сакаш да ги претвориш во вистина. Требаше да молчам. Само требаше да се насмеам сладко, но наместо тоа реков: немој премногу да се надеваш. Брик ме погледна, се насмевна и му мавна на Хари за збогум, како да не го навредив. Ти се вирували за типов, реков јас. Хари веќе ми ја отвори вратата и ме чекаше да излезам автомобилот. Тој тип ни донесе многу пари, рече тој, додека седнував. Хари влезе од другата страна и го стартуваше автомобилот, но не почна да вози. Наместо тоа ме погледна. Не велам дека треба премногу да се врткаш околу овие актери што не ти се допаѓаат, рече тој. Но би помогнало ако ти се допаѓа некој, доколку работите отидат подалеку од само неколку фотографии во весниците. Тоа ќе им се допадне на студиото, на обожавателите ќе им се допадне. Наивно верував дека ќе можам да престанам да се преправам дека ми се допаѓа вниманието од секој човек на кој наидував. Во ред, реков малку нервозно, ќе се обидам. А иако знаев дека тоа е најдоброто за мојата кариера, вештачки се смеев на моите закажани состаноци со Пит Гриер и Боби Донован. Но тогаш Хари ме договори состанок со Тон Адлер и заборавив зошто воопшто бев против идејата да се случи тоа. Дон Адлер ме покани во Мокамбо, дефинитивно најпознатиот клуб во градот, и ме зеде од мојот стан. Ми отвори вратата и го видов во прекрасен костум со букет кринови. Беше само неколку сантиметри повисок од мене, а јас бев во подпетици. Имаше светло кафеава коса, очи со боја на лешник, силна вилица и насмевка која што ми ја видиш те тера да се насмевнеш. По таа насмевка беше позната мајка му, само сега на попривлечно лице. За тебе, рече малку срамежливо. Леле, реков јас, се мајки ги цвеќињата. Прекрасни се, влези, ќе ги ставам во вода. Носев сафирно син коктел фустан со деколте и косата ми беше врзана во пунџа. Од подмијалникот зедов ваза и ја пушти водата. Не требаше да го правиш се тоа, реков јас додека Дон ме чекаше во кујната. Па, рече тој, сакав. Некој време му додевав на Хари да те запознам. Тоа е најмалку што можев да направам за да се чувствуваш посебно. Ги ставив цвеќињата на пултот. Ке одиме ли? Дон кимна и ме фати за рака. Го гледав татко и ќерка, рече, додека се возевме во неговиот кабролет кон Сансет Стрит. О, да,
Да, Ари ми покажа рана верзија. Вели дека мисли дека ќе стане голем хит. Рече дека мисли дека и ти ќе бидеш голем хит. А што мислиш ти? Застануваме на црвено на Хајленд. Дон ме погледна. Мислам дека си најпрекрасната жена што сум ја видел во животот. О, престани, реков јас. Почнам да се смеам, дури и да поцрвенувам. Навистина талентирана. По филмот го погледнав Ари во очи и му реков: ова е девојката за мене. Како не, реков јас. Дон ја крена раката нагоре. Чесен збор, нема апсолутно ни една причина зашто човек како Дон Адлер би влијал врз мене поинаку од другите мажи во светот. Не беше позгоден од Брик Томас, ниту пофина Дерни Диас. И можеше да ми понуди слава без разлика дали го сакам или не. Но овие работи се спротивставуваа на разумот. На крајот ги обвинувам феромоните. Тоа и фактот што барем на почетокот Дон се однесуваше кон мене како кон личност. Има луѓе што ќе видат убав цвет и брзаат да го скинат, сакаат да го држат врака, сакаат да го поседуваат, сакаат убавината на цветот да биде нивна, да остане во нивна собственост под нивна контрола. Дон не беше таков, барем не на почетокот. Тој сакаше да биде блиску до цветот, тој сакаше да го гледа, да го цени фактот што светот постои. Ќе ти кажам нешто во врска со брак со таков човек како Дон Адлер, барем во тоа време. Тоа е како да му велиш, таа убава работа што со задоволство ја цениш, па сега е твоја собственост. Дон и јас се забавувавме во Мокамбо цела ноќ. Беше вистинска сцена. Имаше толпа луѓе надвор, се туркаа како сардини да влезат внатре. Натре беше игралиште за славни. Маса по маса полна со познати луѓе, високи тавани, неверојатни сценски плочи и птици насекаде. Вистински живи птици во стаклени кафези. Дон ме запозна со неколку актери од MGM и Warner Bros. Се запознав со Бони Лейкленд, која што туку стана независна и постигна голем успех со филмот Пари драги. Повеќе од еднаш слушнав како Дон го викаат холивудски принц и се зачудив кога откако некој го спомена тоа по трет пат, тој се сврте кон мене и ми прошепоти: ме потценуваат, наскоро ќе станам крал. Дон и јас останавме во Мокамбо дури и по полнок и танцувавме додека и двајцата не не заболеа нозете. Секој пат кога песната ќе завршеше, велевме дека ќе седнеме, но тогаш ќе почнеше нова песна и ќе одбиевме да го напуштиме подиумот. Ме однесе до дома таа ноќ, низ тивките улици во доцните часови под затемнетите градски светилки. Кога стигнавме до мојот стан, тој ме испрати до вратата. Не ме праша дали може да влезе. Само рече: кога можам да те видам повторно? Јави му се на Хари и закажете состанок, му реков јас. Дон ја стави раката на вратата. Не, рече тој, сериозно, ти и јас. А фотоапаратите, прашав јас. Ако сакаш да бидат таму, добро, одговори тој. Ако не, ни јас нема да сакам да бидат таму. Тој се насмеа сладко. Се смеев. Во ред, реков, може ли следниот петок? Дон подразмисли за момент. Може ли да ти признаам нешто, ако мораш? На следниот петок ми договорија состанок со Натали Ембер во Трокадеро. Ох, до името Адлер. Сансет се обидува да го искористи од мене сета слава што може. Ја протресов главата. Не мислам дека е само до името, му реков јас. Го гледав браќа по оружје. Одличен си, целата публика те обожаваш. Дон ме погледна срамежливо и се насмевна. Навистина мислиш така? Се насмеав. Тој знаеше дека е вистина, само сакаше го чуе од моја уста. Нема ти го дадам тоа задоволство, реков јас. Би сакал да го имам. Доста веќе, му реков. Ти реков кога сум слободна, ти прави што сакаш со тоа. Тој ги слушаше моите зборови мирно, како да му давам наредба. Добро, ќе откажам Натали, ќе те соберам оттука в петок во 7. Се насмевнав и кимнав. Добра ноќ, Дон, реков. Добра ноќ, Евелин, рече тој. Сакав да ја затворам вратата, а тој стави раката да ме запре. Дали се забавуваше вечерва, ме праша. Размислив што да кажам, како да го кажам. И тогаш ја изгубив контролата врз себе си, зашеметена од возбудата што првпат ја чувствував за некого. Ова беше една од најдобрите ноќи во мојот живот, реков јас. Дон се насмевна. И за мене? Следниот ден нашата фотографија се појави во списанието Суб Роза со насловот Дон Адлер и Евелин Хуго се згоден пар. Филмот Татко и ќерка беше огромен хит.
и само да покажат колку беа возбудени во врска со мојата нова личност, на почетокот на филмот ме најавија. Ја представуваме Евелин Хуго. Ова беше последен пат и единствен моето име да се појави под насловот на филмот. На премиерата мислев на мајка ми. Знаев дека да можеше да биде таму со мене, ќе зрачеш. Успеав, сакав да ја кажам. И двете се тргнавме од таму. Затоа што филмот беше успешен, мислев дека Сансет ќе даде дозвола за мали жени. Но Ари ме сакаше во друг филм со Ед Бейкер што е можно поскоро. Тогаш не се правеа продолженија, наместо тоа во суштина се правеше истиот филм под друго име и со малку поинаков заплет. Така почнавме го снимаме филмот со сезите. Ед го играше чичко ми, ме прими откако моите родители починаа. Наскоро двајцата бевме вплеткани во романса со вдовицата и нејзиниот син што живееа во соседството. Во исто време Дон снимаше трилер во истото студио, па ме посетуваше секој ден за време на паузата за ручек. Бев целосно фрлена на колена. Прв пат во животот бев влюбена и обседната со страст. Штом го здогледував, заблескував, постојано наоѓајќи причина да го допрем, да го споменам во разговор кога не беше наоколу. Хари веќе не можеше да ме слуша. Ев, душо, не се шегувам, ми рече Хари едно попладне во неговата канцеларија додека пиевме. Преку глава ми од самото спомнување на Дон Адлер. Во тоа време наминував кај Хари еднаш на ден само за да го проверам, да видам како е. Од секогаш се преправав дека тоа е поврзано со работата, но знаев дека тој ми е нешто најслично на пријател. Секако содружев со многу актерки во Сансет, особено со Венди Потер. Таа ми беше омилена. И се смеевме и озборувавме за различни настани, но јас, па да бидам искрена, би ги фрлила сите пред воз во движење само за да добијам улога. И мислам дека и тие би го направиле истото. Невозможно е се биде интимен без доверба. И ние би биле глупави да се веруваме едни на други. Но Хари беше поинаков. И двајцата сакавме иста работа. Сакавме Евелин Хуго да стане позната. Покрај тоа си се допаѓавме еден на друг. Може да зборуваме за Дон или да разговараме кога ќе ги одобриш мали жени, реков задавајќи го. Хари се смееше. Не е до мене, го знаеш тоа. Во ред, зошто Ари развлекува? Не сакаш да го правиш мали жени сега, рече Хари. Подобро да го направиш за неколку месеци. Секако дека сега сакам да го правам. Хари ја затресе главата и стана, туркајќи си уште една чаша скоч. Не ми понуди уште едно мартини, зашто знаеше дека не смееше да ми го понуди ни првото. Можеш да станеш навистина голема, рече тој. Едноставно сите го велат тоа. Ако соседите помине како татко и ќерка, а ти продолжиш со Дон во оваа насока, би можела да бидеш многу позната. Знам, реков, јас сметам на тоа. Сакаш мали жени да излезе баш кога луѓето мислат дека можеш да правиш само една работа? Што сакаш да кажеш? Имаше хит со татко и ќерка. Луѓето знаат дека можеш да бидеш смешна. Знаат дека си неодолива. Знаат дека им се допаѓаше во тој филм. Секако. Сега пак ќе го направиш истото. Ќе им покажеш дека пак можеш да ја направиш истата магија. Не си коњ само за една трка. Добро, може би ќе снимиш филм со Дон. На крајот на краиштата не можат доволно брзо да печатат фотографии со вас двајца додека танцувате во Сирос и во Трокадеро. Но, слушај ме, со Дон снимаш филм, може би не романса, нешто што ќе ги интересира сите девојки да сакаат да бидат како тебе, а сите момчиња да сакаат да бидат со тебе. Добро. И тогаш кога ќе мислат дека те познаваат, дека разбират Евелин Хуго, ќе играш Џо, сите ќе останат без текст. Публиката тогаш ќе мисли, знаев дека е посебна. Но зошто не можам да го снимам мали жени сега? И тие ќе го помислат тоа за мене сега. Хари ја затресе главата затоа што треба да им дадеш време да инвестираат во вас. Треба да им дадеш време да те запознаат. Ми велиш дека треба да бидам предвидлива. Ти велам да бидеш предвидлива, а потоа да направиш нешто непредвидливо и тие вечно ќе те сакаат. Го слушав и размислував за тоа. Ти само ја водиш водата на својата воденица, му реков јас. Хари се смееше. Гледај, тој е планот на Ари. Може да се допаѓа или не. Тој сака да направиш уште неколку филмови пред да ти го даде мали жени. Но ќе ти го даде. Во ред, реков јас. Дали воопшто имав избор? Имав договор со Сансет за уште 3 години. Ако правам премногу проблеми, можат да ме откачат во секое време.
Може да ме позајмат на друго студио, да ме принудат да прифатам проекти, да ме стават на неплатено годишно отсуство, да прават што сакаат. Може да направат се што ќе помислат. Јас бев во собственост на Сансет. Сега твоја работа, рече Хари, е да видиш дали можеш да бидеш сериозно со Дон. И двајцата би имале корист од тоа. Се смеев. Опа, сега сакаш да зборувам за Дон. Хари се насмевна. И сакам да седам овде и да слушам како ми зборуваш колку е прекрасен тој. Тоа е здодевно. Сакам да знам дали двајцата сте подготвени официјално да станете двојка. Јас и Дон се појавувавме низ градот, не фотографираа на секое популарно место во Холивуд. Вечера во Дентана, ручек на Вајли Стрит Дерби, тенис во тенискиот клуб Беверли Хилс и целата таа јавна парада беше осмислена. Знаеме што правиме. Ми требаше името на Дон да се споменува со моето, а на Дон му требаше да изгледа како да припаѓа во новиот Холивуд. Фотографии од нас со други двојки кои беа звезди придонесоа за зацврстување на неговиот имидж на човек од градот. Но ние двајцата никогаш не разговаравме за тоа, затоа што навистина бевме среќни заедно. Фактот што нашето дружење ни помогна во кариерите беше само бонус. Вечерта на премиерата на неговиот филм Голема магнолија, Дон дојде по мене во еден убав темен костум, држејќи кутија од Тифани. Што е тоа, го прашав. Носев црно-виолетов фустан со цветни мотиви на Кристијан Диор. Отвори го, рече Дон, насмеан. Внатре се наоѓаше огромен прстен од платина со дијаманти. Беше испреплетен на страните, а на средина имаше дијамант во форма на квадрат. Воздивнав. Дали ти знаев дека ќе се случи, ако ништо друго, затоа што Дон толку многу сакаше да спие со мене, што тоа рече си го убиваш. Јас се опирав и покрај неговите многу отворени обиди. Не стануваше се потешко. Колку повеќе се бакнувавме во темница, толку повеќе останувавме сами на задното седиште, толку потешко беше да се ослободам од него. До тогаш не го имав искусено тоа чувство. Физички копнеш. Не знаев што значи да копнеам некој да ме допре, се додека не го запознав Дон. Стоев покрај него, надевајќи се дека тој ќе сака само да ги почувствувам неговите раце на мојата гола кожа. Ми се допаѓаше идејата да водам љубов со него. Веќе имав секс, но тоа не значеше ништо. Сакав да водам љубов со Дон. Го сакав да го направам тоа како што треба. И еве сме сега, понуда за брак. Ја подадов раката да го допрам прстенот, да се осигурам дека тоа не е само сон. Дон ја затвори кутијата пред да успеам. Не те запросувам, рече тој. Молам, се чувствував глупава, како да дозволив премногу да сонувам. Еве ме, Евелин Херера, парадирам наоколу како да се викам Евелин Хуго, како да можам да се омажам за филмска звезда, барем за сега. Се обидов да го скријам разочарувањето. Нека биде по твое тогаш, реков јас, оддалечувајќи се од него додека земав чантичката. Не растажувај се, рече Дон. Кој е тажен, реков јас, го напуштивме во мојот стан и ја затвори вратата за нас. Ќе те прашам вечерва. Неговиот глас беше извинувачки, дури како да молеше. На премиерата, пред сите. Јас се омекнав. Само сакав да бидам сигурен, сакав да знам. Дон ме фати за рака и клекна на едното колено. Не ја отвори повторно кутијата со прстенот. Само ме погледна искрено. Дали ќе се согласиш? Треба да одиме, реков јас. Ти не смееш да доцниш за твојот филм. Дали ќе се согласиш? Тоа е се што треба да знам. Го погледнав директно во очи и реков. Да, буделче, луда сум по тебе. Ме зграбчи и ме бакна. Малку ме болеше. Ми ја гризна долната усна. Ке се омажам. Овој пат за некој што навистина го сакам. За некој што правеше се чувствувам како што се преправам дека се чувствувам во филмовите. Што може да биде толку подалеку од оној мал тажен стан во Hell's Kitchen? Еден час подоцна на црвениот килим во морето од фотографии на новинари, Дон Адлер клекна на едното колено. Евелин Хуго, ќе се омажеш ли за мене? Плачев и кимнав. Тој застана и ми го стави прстенот на прстот. И тогаш ме крена и ме заврти. Кога ме спушти на земја во близина на влезот во киното, видов дека Хари Камерон ни ракоплеска. Тој ми намигна. Списание Суп Роза, 4 март 1957 година. Дон и Еф за секогаш.
Први вие носиме веста народе, најновиот пар во Холивуд. Дон Адлер и Евелин Хуго ќе се венчаат. Најпосакуваниот од посакуваните ергени не избра никој друг освен блескавата русокоса, старлета за своја невеста. Ги видовме како се гушкаат и танцуваат наоколу и сега одлучија да ја официализираат нивната врска. Се вели дека Мери и Роџер Адлер, гордите родители на Дон, не можеле да бидат посрекни што Евелин влегува во семејството. Можеме да се обложиме во последната пара дека свадбата ќе биде настан на годината. Кога станува збор за такво гламурозно семејство од Холивуд и толку убава невеста, целиот град ќе зборува за тоа. Имавме прекрасна свадба. 300 гости. Пречекани од Мари и Роџер Адлер. Венди Потер ми беше деверица. Носе венчаница од тафета со мало деколте, покриено со розова тантела, долги ракави до зглобовите и полно здолниште. Ја дизајнираше Вивиан Ворли, главниот костимограф на Сансет. Вендолин ми ја направи фризурата, ми ја врза косата во едноставна безпрекорна пунџа во која го прицврсти тулот. Ние двајца не планиравме речиси ништо од свадбата. Тоа речиси целосно го контролираа Мари и Роџер, а остатокот Сансет се очекуваше Дон да игра според правилата на неговите родители. И покрај тоа знаев колку со нетрпение сакаше да излезе од нивната сенка да го засени нивниот звезден статус со својот. Дон беше воспитан да мисли дека славата е единствената моќ кон која вреди човек да се стреми, а она што го сака во врска со него беше што тој беше подготвен да стане најмоќниот човек во која било просторија во која тој ќе стане најпосакуваниот. Иако нашата свадба можеби беше според желбите на другите, нашата љубов и меѓусебна посветеност беа свети. Кога се погледнавме во очи и се фативме за раце додека си кажувавме да во хотелот Беверли Хилс, се чувствувавме како да сме само ние двајца таму, без разлика што бевме обкружени со половина на Холивуд. Кон крајот на вечерта, по свадбените звона и прогласувањето за брачна двојка, Хари ме тргна настрана. Ме праша како сум. Во моментов сум најпознатата невеста на светот, одговорив. Одлично ми е. Хари се смееше. Ке бидеш среќна? Праша тој. Со Дон? Тој добро ќе се грижи за тебе? Не се сомневам во тоа. Верував со сето срце дека најдов некој што ме избра или барем ми разбираше онаа јас што се обидував да станам. На возраст од 19 години верував дека ќе бидам среќна со Дон до крајот на животот. Хари ја стави раката околу мене и рече: Се радувам за тебе, малечка. Му ја скрапчив раката пред да може да ја тргне. Испив 2 чаши шампање и се чувствував опуштена. Зошто ти никогаш не проба ништо, го прашав, се познаваме веќе неколку години. Ниту бакнеш во образот. Ке те бакнам во образот ако сакаш, рече Хари насмеен. Не го мислев тоа, знаеш. Сакаше нешто да се случи, ме праша. Хари Камерон не ме привлекуваше. И покрај фактот што несомнено беше привлечен човек. Не ја реков јас, мислам дека не. Но ти сакаше да сакам нешто да се случи? Се насмева. Па што ако сакав? Дали е тоа погрешно? Јас сум актерка, Хари, не заборавај. Хари се смееше. Целото твое лице вели дека си актерка. Се присетувам на тоа секој ден. Тогаш зошто, Хари? Зашто се работи? Хари испи голтка виски и ја тргна раката од мене. Тешко е да се објасни. Обиди се. Ти си млада. Јас одмамнав со раката. Повеќето мажи немаат проблем со таква ситница. Дури мојот сопруг е 7 години постар од мене. Погледна во Дон и го видов како танцува со мајка му на подиумот. Мари беше убава и во своите 50-те години. Станала славна за време на немите филмови, а пред да се пензионира снимила и неколку звучни филмови. Беше висока и застрашувачка, со лице што беше впечатливо пред се друго. Хари отпи уште малку од своето виски, а потоа ја спушти чашата. Беше замислен. Тоа е долга и комплицирана приказна, но доволно е да се каже дека никогаш не си била мој тип. Од начинот на кој го кажа тоа, знаев дека се обидува да ми каже нешто. Хари не беше заинтересиран за девојки како мене. Хари воопшто не бил заинтересиран за девојки. Ти си мојот најдобар пријател на светот, Хари, реков. Го знаеш ли тоа? Тој се насмевна. Има впечаток дека тоа е затоа што го шармирав и затоа што му олесни. Тој се откри колку и да беше нејасно. И јас го прифатив тоа, иако индиректно.
Дали навистина мислиш така, праша тој. Кимнав. Во ред, тогаш и ти ќе бидеш мојата најдобра пријателка. Јас се кренав чашата. Најдобрите пријатели се кажуваат се, реков јас. Тој се насмевна, кревајќи ја својата чаша. Не верувам во тоа, рече задевајќи ме. Ни една минута. Дон дојде и не прекина. Дали ќе ти пречи Камерон ако си ја земам невестата? Хари ги крена рацете како да се предава. Твоја си е. И навистина е. Го фатив Дон за рака и тој ме вртеше на подиумот. Ме гледаше директно во очи. Тој навистина ме погледна, навистина ме виде. Ме сакаш ли, Евелин Хуго, ме праша, повеќе од се на светот. Ме сакаш ли, Дон Адлер? Ги сакам твоите очи, твоите цицки, твојот талент. Сакам дури што немаш газ. Сакам се во врска со тебе. Така што да кажам, да, не би било доволно. Се насмеав и го бакнав. Бевме обкружени со луѓе на преполниот подиум. Татко му Роџер Адлер пушеше цигара во аголот со Ари Саливан. Се чувствував со километри оддалечено од мојот стар живот, од старата јас. Девојчето на кој му требаше Ерни Диас за да успее во се. Дон ме повлече кон себе и ја стави устата до моето уво, шепотејки. Ти и јас, ке владееме со овој град. Бевме во брак 2 месеца пред да почне да ме тепа. По 6 недели од свадбата, Дон и јас снимивме срцепарателен филм на локација во Пуерто Валјарта. Се викаше Уште еден ден и се работеше за богатата девојка Дајана, која летото го поминува со родителите во нивниот втор дом, и за локалното момче Френк, кој се влюбува во неа. Секако тие не можат да бидат заедно, затоа што незините родители не го одобруваат тоа. Првите недели од мојот брак со Дон беа речиси блажени. Купивме куќа во Беверли Хилс и ја декориравме со мермери ткаенини. Речиси секој викенд организиравме забави покрај базенот, пиејќи шампањи и коктели цело попладне и доцна вечерта. Дон навистина водеше љубов како крал, со самодоверба и сила на некој одговорен за цел гарнизон луѓе. Јас се топев под него. За него во вистински момент ќе направев се што ќе посакаше. Тој вклучуваше некој прекинувач во мене. Прекинувач кој ме смени од жена која го сметаше во дењето љубов за алатка во жена која знаеше дека во дењето љубов е потреба. Ми требаше тој, ми требаше да ме гледа. Оживував под неговиот поглед. Бракот со Дон ми покажа друга страна од мене. Страна која што само што почнав да ја запознавам. Страна што ја сакав. Кога пристигнавме во Пуерто Валјарта, поминавме неколку дена во градот пред почетокот на снимањето. Изнајмивме брод и отидовме на море. Нуркавме во океанот. Водевме љубов на песокот. Но кога почнавме со снимањето, дневниот стрес на Холивуд почна да го напукнува нашиот кожурец на нововенчана двојка и знаев дека се подготвува бура. Последниот филм на Дон, Пиштолот во Поендам, не помина добра на благајните. Тоа беше неговиот прв вестерн, прв пат играше акционен херој. Во списанието Фотомомент имаше објавено критика која велеше: Дон Адлер не е Џон Вејн. Холивуд Дајџест напиша: Адлер изгледа како будала кога држи пиштол. Можев да забележам дека го мачи тоа. Правеше да се сомнева во себе. Да стане машки акционен херој беше важен дел од неговиот план. Татко му претежно го играл сериозниот човек во ексцентрични комедии, нешто како кловн. Дон намерно сакаше да докаже дека е каубој. Не ми помогна тоа што ја добив наградата од публиката за најдобра звезда во подам. Денот кога го снимавме последното збогување, каде што Дајана и Френк се бакнуваат последен пат на плажата, Дон и јас се разбудивме во нашиот изнајмен бунгалов и ми рече да му направам појадок. Внимавај, не ме замоли да му направам појадок, ми нареди. Без разлика го игнорирав неговиот тон и ја викнав слугинката. Тоа беше мексиканка по име Марија. Кога првпат пристигнавме, не бев сигурна дали да зборувам шпански со локалното население. Потоа, несвесно донесувајќи одлука, одеднаш почнав да зборувам бавен, премногу артикулиран англиски со сите. Марија, ќе можеш те молам да направиш појадок за господинот Адлер? Реков јас на телефон и се свртев кон Дон и му реков: Што сакаш, кафе и јајца? Нашата помошничка во Лос Анџелес Пола секое утро му го правеше појадокот. Таа точно знаеше што сака. Во тој момент сватев дека воопшто не внимавам на тоа. Фрустриран, Дон ја зграбчи перницата од под главата и ја тресна врз лицето и почна да вреска во неа.
Што ти стана? Ако веќе не си жена што ми прави поедок, барем би требало да знаеш што сакам. Потоа отрча во бањата. Ми пречеше, но не бев сосема изненадена. Многу брзо сватив дека Дон е мил само кога е среќен, а беше среќен само кога победуваше. Го запознав додека победуваше. Се венчав со него додека се искачуваше кон врвот. Набрзо дознав дека сладкиот Дон не е единствениот Дон. Подоцна, во изнајмената корвета, во рекврт излеговме од патеката пред бунгаловот и се упативме кон сетот за филмот од далечен 10 блока. Подготвен си за денеска? Го прашав јас. Се обидов да го расположам. Дон застана среде улица, се сврте кон мене. Јас сум професионален актер уште пред ти да се родиш. Тоа беше вистина, иако само технички кажано. Тој уште како бебе се појавил во еден од немите филмови на Мери. Не глумел повторно во филм, се додека не навршил 21 година. Неколку автомобили веќе се собраа зад нас. Го задржувавме се обраќаат. Дон, реков јас, обидувајќи се да го убедам да тргне. Не ме слушаше. Белиот камион зад нас почна да се поместува наназад во обид да не заобиколи. Знаеш ли што ми рече Алан Томас вчера? Рече Дон. Алан Томас беше неговиот нов агент. Тој го убеди да го напушти судијата Сансет, да стане независен. Имаше многу актери што сами си ги водеа кариерите. Големите звезди добиваа големи пари на тој начин, а Дон стануваше нетрпелив. Постојано зборуваше дека ќе заработи повеќе пари од еден филм, отколку што неговите родители направиле во целата кариера. Пазете се од мажите што сакаат да се докажат. Луѓето се прашуваат зошто си уште се викаш Евелин Хуго. Законски си го сменив името, што сакаш да кажеш? На воведниот дел од филмот треба да стои Дон и Евелин Адлер, тоа е она што го велат луѓето. Кој го рекол тоа? Луѓето? Кои луѓе? Мислат дека ти си главната во куќата. Го покрив лицето со рацете. Дон, не биди смешен. Уште еден автомобил не заобиколи, а јас видов дека не препознаа. Бевме на неколку секунди од цела страница во списанието Суброза за тоа како најомилената двојка на Холивуд се караат како куче и маче. Сигурно ќе речат нешто слично на дали Адлерови збудалеле. Предпоставувам дека и Дон во исто време помислил како насловните страници сами се пишуваат, бидејќи го стартуваше автомобилот и почна да вози кон сетот. Кога застанавме на паркингот, реков: не можам да верувам дека доцнеме речиси 45 минути. А Дон рече: па што, ние сме Адлерови, дозволено ни е да го сториме тоа. Тоа ми беше апсолутно одвратно. Чекав додека да влеземе во неговата приколка и реков: кога зборуваш така, звучиш како будала. Не треба да кажуваш такви работи. Луѓето можат да те слушнат. Дон ја слеча јакната. За неколку минути требаше да дојде костимографот. Требаше само да излезам и да си отидам во мојата приколка. Требаше го оставам да биде по негова. Мислам дека си добила погрешен впечаток за ова Евелин, рече Дон. Како мислиш? Ми се доближи до лицето. Не сме еднакви, љубов моја, и жал ми ако заборави на тоа поради мојата љубезност. Остана без зборови. Мислам дека ова треба да биде последниот филм што ќе го направиш, рече тој. Мислам дека е време да имаме деца. Неговата кариера не се одвиваше како што сакаше, а ако тој не биде најпознатата личност во неговото семејство, тогаш сигурно нема да дозволи таа личност да бидам јас. Го погледна во очи и му реков: апсолутно не. И тој ме удри по лицето. Одеднаш брзо мокно. Беше готова пред да сватам дека се случи. Додека кожата на лицето ме печеше од ударот за кој едва верував дека го добив. Ако никогаш не сте биле удрени по лицето, можам да ви кажам една работа. Понижувачко е. Претежно, затоа што очите почнуваат да ви се насолзуваат, без разлика дали сакате да плачете или не. Самиот шок и суровата сила на ударот ги потекнуваат солзните канали. Не постои начин да примите удар в лице, да изгледате како ништо да не се случило. Единствено што можете да направите е да останете смирени, да гледате право напред и да оставите лицето да ви стане црвено, а очите да ви течат. Тоа е она што го направив. Тоа го правив и кога татко ми го правеше истото. Ја ставив раката на вилицата, чувствувајќи дека кожата ми гори. Помошникот на режисерот чукна на вратата. Господин Адлер, дали господица Хуго е со вас? Дон не можеше да каже ниту збор. Само момент, Боби, реков. Бев импресионирана како самоуверено ми звучеше гласот. Звучев како жена што никој до тогаш не ја удрив.
Не можев лесно да дојдам до огледалото. Дон ми ги блокираше, свртен со грбот кон нив. Ја турна вилицата нанапред. Дали е црвена, прашав јас. Дон едва можеше ме погледне, но ме погледна на брзина и кимна. Се однесуваше како засрамено дете, како да го прашав дали го скршил прозорецот на соседот. Излезе и каже му на Боби дека имам женски проблеми. Ке биде премногу засрамен да праша нешто друго. Потоа кажи му на твојот костимограф дека ќе се најдете во мојата соблекувална. Боби нека му каже на мојот костимограф да биде тука за половина час. Во ред, рече тој, ја зграбчи јакната и брзо излезе надвор. Што ми излезе, се заклучив и се лизнав по подот, а солзи ми течеа по лицето додека немаше кој да ги види. Пропатував речиси 4800 километри од родниот град. Најдов начин да бидам во вистинско време на вистинско место. Го сменив името, ја бојадисав косата, ги сменив завите и телото. Научив да глумам. Се обкружив со вистински луѓе, се омажив во познато семејство. Повеќето американци знаеа која сум, а сепак, станав од подот и ги избришав солзите. Се прибрав. Седнав пред тоалетната маса со 3 огледала наредени со светилки. Колку е глупаво што мислев дека штом ќе се најдам во соблекувалната на филмска звезда, тоа значи дека немам никакви проблеми. Моменти подоцна Гвендолин тропна на мојата врата за да ми ја направи фризурата. Една секунда, викнав јас. Евелин, мора да побрзаме. Вие двајца веќе доцните. Само една секунда. Се погледна во огледалото и сватив дека не постои начин да се скрие црвенилото. Единственото прашање беше дали верувам на Гвен. Решив да ја верувам. Морав. Станав и ја отвори вратата. О, мила, рече таа, изгледаш како страшила. Знам, ме погледна малку подобро и свати што гледа. Дали падна? Да, реков јас, паднав. Директно на пултот. Вилицата најмногу ме боли. Двете знаевме дека лажам. До ден денес не сум сигурна дали Гвендолин ме праша дали паднав, за да ме поштеди од лажење или да ме охрабри да замолчам. Не бев единствената жена што ја удриле во тоа време. Многу жени минуваа низ истата работа како јас. За овие работи имаше социјален код. Првото правило беше да молчиме. Еден час подоцна ме носеа на сетот. Сцената што ја снимавме беше пред вилата на брегот. Дон седеше зад режисерот на својот стол, чии ногарки пропаѓаа во песокот. Се затрча кон мене. Како се чувствуваш, мила? Неговиот глас беше толку жив, толку утешителен, што за момент заборавив што се случило. Добро сум, можеме да почнеме. Ги зазедовме позициите. Техничарот не стави микрофони. Луѓето од осветлувањето се уверија дека правилно сме осветлени. Ја испразнив главата. Чекај, викна режисерот. Какво е ова ехо? Тој се повлече од камерата задлабочен во разговорот. Дон го покри неговиот микрофон и ја стави својата друга рака на моите гради за да го покрие мојот. Евелин, многу ми е жал, ми шепна. Јас се повлеков и го погледнав зачудена. До сега никој не ми се беше извинил поради тоа што ме удрил. Не требаше да те допрам, рече тој. Очите му беа полни со солзи. Се срамам од себе си, затоа што направив нешто што те повреди. Изгледаше како да страда. Ке дадам се од себе за да ми простиш. Може би животот што мислев дека го имам сепак не беше толку далечен. Можеш ли да ме простиш, ме праша тој. Може би сето тоа беше само грешка. Може би не значеше дека треба нешто да се смени. Секако дека можам, реков јас. Режисерот се врати на камерата, а Дон се повлече, ослободувајќи ги нашите микрофони. И акција! И Дон и јас бевме номинирани за Оскар за уште еден ден. Мислам дека општото мислење беше дека не беше важно колку сме талентирани. Луѓето едноставно сакаа да не гледаат заедно. До ден денес немам представа дека воопшто некој од нас беше добар во тој филм. Тој е единствениот филм што сум го снимила, а не можам да го гледам. Човек еднаш те удира и ти се извинува. И мислиш дека никогаш повеќе нема да се случи. Но потоа му кажуваш дека не си сигурна дали сакаш да имаш семејство и те удира уште еднаш. Си велиш дека тоа е разбирливо, она што го направил. Дека си го кажала на груб начин. Дека сакаш да имаш семејство еден ден. Навистина сакаш, само не знаеш како ќе успееш во тоа покрај филмовите. Но требало да бидеш поразбирлива. Следното утро ти се извинува и ти носи цвеќиња, паѓа на колена. Трет пат кога ќе те удрија поради расправијата, дали да се оди во Романов или да се остане дома.
што сваќаш додека те турка во зидот за тебе, дека е всушност поради сликата што ја остава вашиот брак во јавноста. Четвртиот пат е кога и двајцата не добивате Оскар. Ти си во свилен, смарагно зелен фустан со една прерамка. Тој е во фрак. Премногу избие на забавите потоа, обидувајќи се да си ги залечи раните. Ти си на предното седиште во автомобилот, на приодот пред куќата и се спремаш да влезеш внатре. Тој е вознемирен што изгуби. Му велиш дека се ќе биде добро. Тој ти кажува дека не разбираш. Ти го подсетуваш дека и ти си изгубила. Тој вели да, но твоите родители се ѓубриња од Лонг Ајленд. Никој не очекува ништо од тебе. Знаеш дека не треба, но му велиш: јас сум од Hell's Kitchen, глупак еден. Тој отвора вратата од автомобилот и те извлекува. Кога ќе ти приде следното утро, целиот во солзи, веќе не му веруваш, но едноставно го правиш тоа што треба. На истиот начин на кој си го поправаш расцепот на фустанот со безопасна или со селотејп лента ја затвораш пукнатината во прозорецот. Заглави во таа улога. Улога во која го прифаќаш извинувањето, затоа што е полесно отколку да се свртиш кон коренот на проблемот. Кога Хари Камерон дојде во мојата соблекувална да ми ја каже добрата вест: мали жени добива дозвола. Ти ќе играш Џо. Венди Потер ќе биде Мег, Џој Нейтан е Ейми и Селија Сент Джеймс ќе игра Бет. Селија Сент Джеймс од студиото Олимпијан. Хари кимна. Зошто се муртиш? Мислев дека ќе бидеш воодушевена. Ох, реков јас свртувајќи се кон него. Воодушевена сум, навистина сум. Не ти се допаѓа Селија Сент Джеймс? Му се насмевнав. Таа малолетна кучка ќе ме засени. Хари ја зафрли главата наназад и се насмеа. Селија Сент Джеймс беше на насловните страници предходно таа година. На 19 години таа играше млада вдовица и мајка во воен филм. Сите велеа дека следната година сигурно ќе биде номинирана. Беше токму онаа личност што студиото би ангажирало за улогата на Бет. И токму онаа личност што Венди и јас би ја мразеле. Имаш 21 година, во брак си со најголемата филмска звезда на денешницата и само што беше номинирана за Оскар, Евелин. Хари имаше право, но и јас имав право. Селија ќе биде проблем. Добро е, подготвена сум. Ќе ја дадам најдобрата проклета изведба во животот и кога луѓето ќе го гледаат филмот ќе велат: која Бет? Ох, средната сестра која умира? И што со неа? Не се сомневам во тоа, рече Хари, пригорнувајќи ме. Ти си прекрасна, Евелин. Цел свет го знае тоа. Се насмеванав. Дали навистина мислиш така? Ова е нешто што сите треба да го знаат за филмските звезди. Сакаме да ни кажуваат дека сме обожавани и сакаме тоа да го слушаме одново и одново. Подоцна во мојот живот луѓето знаеа да ми придат и да ми кажат: сигурен сум дека не сакате да ме слушате како дрдарам за тоа колку сте прекрасна. И јас секогаш одговарав: не баре се шегувам. Ох, нема да ми се слоши од уште еднаш. На факт е дека пофалбите се како дрога. Колку повеќе ги добивате, толку повеќе ќе ви требаат за да останете на исто ниво. Да, рече тој, навистина го мислам тоа. Станав од столот за да го гушнам. Додека го правев тоа, светлоста го осветли горниот дел од мојата јаболчница, тркалезниот простор веднаш под окото. Гледав како погледот на Хари помина преку моето лице. Можеше да ја види благата модринка што ја криев. Можеше да го види виолетовото и синото под површината на мојата кожа, како се пробива низ шпинката. Евелин, рече тој, го стави палецот на моето лице како да мораше да се осигура дека е вистинска. Немој, Хари, ќе го убијам. Не, нема. Најдобри пријатели сме, Евелин, ти и јас. Знам, реков, го знам тоа. Ти рече дека најдобрите пријатели си кажуваат се и ти веднаш знаеше дека тоа е глупост. Зјапа во него додека тој зјапаше во мене. Дозволи ме да ти помогнам, рече. Што можам да направам? Можеш да се осигураш дека ќе изгледам подобро од Селија, подобро од сите нив. Не го мислев тоа, но тоа е единствената работа што можеш да ја сториш. Евелин, го гледав Хари и ја држав горната усна здравена. Тука нема помош, Хари. Тој разбра на што мислам. Не можев да го оставам до Надлер. Можам да разговарам со Ари. Го сакам, му реков, далечувајќи се од него и ставајќи си ги обетките. Тоа беше вистина. Јас и Дон имавме проблеми, но истото го доживуваа и многу други. И тој беше единствениот човек што запали нешто во мене.
Понекогаш се мразев себе си затоа што го сакав, затоа што сјаев кога вниманието му беше насочено кон мене, затоа што се уште ми требаше потврда од него. Но така беше, го сакав и го посакував кревет. И сакав да останам во центарот на вниманието. Крај на разговорот. Еден момент подоцна пак некој тропна на мојата врата. Тоа беше Венди Потер. Таа снимаше драма во која играше млада калуѓерка. Стоеше пред нас во црн фустан со бела јака. Капата й беше во раката. Слушна, ми рече Венди. Секако дека се слушнала. Хари е тука. Хари се смееше. Двете почнувате со проби за 3 недели. Венди го удри Хари по раката игриво. Не тој дел. Дали слушна дека Селија Сент Джеймс ќе игра бет? Таа курва ќе не засени сите. Гледаш, Хари, реков јас. Селија Сент Джеймс ќе уништи се. Утрото, кога ги почнавме пробите за мали жени, Дон ме разбуди со појадок в кревет, половина грейпфрут и запалена цигара. Ми се чинеше многу романтично, зашто погоди што точно сакав. Среќно денеска, мила, рече тој откако се облече се упати кон вратата. Сигурен сум дека ќе покажеш на Селија Сент Джеймс што значи да се биде актерка. Се насмевнав и му посакав добар ден. Го изедов грейпфрутот и го оставив по служавникот в кревет кога отидов да се туширам. Кога излегов од тушот, нашата слугинка Пола беше во спалната соба честејќи по мене. Таа го креваше до горчето од јорганот. Го оставив на послушавникот, но сигурно паднало. Не бев уредна низ домот. Облеката од претходната вечер ми беше на подот. Папучите ми беа на горниот дел од ноќното масиче. Крпата ми беше под мејалникот. Пола имаше многу работа, а јас не е бев особено драга, тоа беше јасно. Дали можеш да го направиш тоа подоцна? И реков, многу ми е жал, но брзам да стигнем на сетот. Таа се насмевна љубовно и се замина. Всушност не се брзав, само сакав да се облечам и не сакав да го правам тоа пред Пола. Не сакав да види дека имам модринка, темно-виолетова и пожолтена на ребрата. Дон ме турна по скалите пред 9 дена. Дури кога зборувам за тоа, по сите овие години чувствувам потреба да го оправдам. Да кажам дека не беше лошо како што звучи, дека веќе бевме кон дното на скалите, кога ме турна преку 4 скалила директно на подот. За жал паднав на масата покрај вратата, каде што ги чувавме клучевите и поштата. Удрив со левата страна, а рачката од горната фиока ме удри директно во ребрата. Кога му реков дека мислам дека имам скршено ребро, Дон рече, о, не душо, дали си добра? Како да ме турна некој друг. А јас како идиот реков, мислам дека сум добра. Модринката не поминуваше брзо. Еден момент подоцна, Пола се појави на вратата. Жал ми е, господјо Хуго, заборавив на... Испаничев, Боже, Пола, те замолив да заминеш. Таа се сврти и тргна да излезе. И она што ме изнервира уште повеќе, што ако сакаше да продаде некоја приказна, зошто не таа? Зошто не му каже на светот дека тоа ја тепа жена си? Зошто наместо тоа тргна по мене? 2 часа подоцна бев на сетот за мали жени. Дел од студиото беше претворено во куќичка од Нова Англија, дури и додадоа снег на прозорците. Јас и Венди бевме обединети во борбата против Селија Сент Джеймс, зашто верувавме дека таа ќе го украде нашиот филм и покрај фактот што секој што ја игра Бет ја тера публиката да посегне по шамиче. Не можете да кажете на една актерка дека приливот ги крева сите бродови. Тоа не важи за нас. Но на првиот ден од пробите, додека Венди и јас стоевме покрај шанкот со храна и пијалоци и пиевме кафе, не стана јасно дека Селија Сент Джеймс немаше поим колку ја мразевме сите. Ох, Боже, рече таа доаѓајќи кон нас. Многу сум исплашена. Носеше сиви панталони и бледо розов джемпер со куси ракави. Имаше лице на девојче од соседството. Големи тркалезни светлосини очи, долги трепки, полни усни, долга светлоцрвена коса. Таа беше усовршена едноставност. Мојата убавина беше таква што жените знаеа дека не можат да се надпреваруваат со мене. Мажите од друга страна знаеа дека не можат ниту да се доближат до жена како мене. Венди беше елегантна, полна со самодоверба. Венди беше кул, Венди беше шик. Но Селија беше убавица за која секој мислеше дека може да ја има, дека ако изигра како што треба со картите в раце, може дури да се ожени со девојка како неа. И јас и Венди бевме свесни за тоа каква моќ е престапноста.
Селија сама си тостираше парче леб и го намачка со путер од кикирики и го загриза. Од што се плашиш, Боже, ја праша Венди. Немам поим што правам, одговори Селија. Селија, не мислиш веројатно дека сите ќе паднеме на твојата леле колку сум лоша рутина, и реков јас. Ме погледна. Поради тој поглед направи да се почувствувам како никој да не ме погледнал вистински дотогаш, ниту дон. Тоа ми ги повредува чувствата, рече таа. Се чувствував малку лошо, но не сакав да дозволам да го види тоа. Не мислев ништо сериозно, реков јас. Секако дека помисли, рече Селија. Мислам дека си малку цинична. Како вистински пријател, Венди се преправаше дека го слушнала повикот на помошникот режисер за неа и замина. Едноставно тешко ми е да поверувам дека жената за која целиот град вели дека ќе добие номинација за Оскар следната година се сомнева во својата способност да ја игра Бет Марч. Оваа улога е најлесна за варење. Најлесно е да се игра во целиот филм. Ако е така, зошто ти не ја зеде, ме праша. Јас сум престара, Селија, но фала ти за тоа. Селија се насмевна и сватив дека изиграв како што сакаше таа. Тогаш почнаа ми се допаѓа Селија Сент Джеймс. Ајде да продолжиме утре, вели Евелин. Сонцето одамна зајде. Гледајќи наоколу, ги забележувам расфрланите остатоци од појадокот, ручекот и вечерата. Во ред, велам јас. Патем, додава таа, додека си ги собирам работите. Мојот потарпарол денеска доби пошта од својот уредник. Прашува за фотографска сесија за насловната за јунскиот број. Ох, велам јас, Френки ми се јави веќе неколку пати. Знам дека треба да се јавам и да информирам за ситуацијата. Само не сум сигурна за мојот следен потек. Предпоставувам дека не им го кажа планот, вели Евелин. Го ставам компјутерот во торбата. Се уште не. Го мразам благиот тон на страв што се јавува во моите зборови. Во ред, вели Евелин, не те осудувам ако си загрижена за тоа. Бог знае дека не сум чувар на вистината. Се смеам. Ке го направиш она што мораш, вели таа. Ке го направам, и реков јас. Само што не знам што е тоа, барем за сега. Кога стигнав дома, пакетот од мајка ми беше веднаш зад вратата на зградата. Го подегам и сваќам дека е неверојатно тежок. На крајот го туркам со нога по подот со плочки. Го подкревам чекор по чекор нагоре по скалите. Конечно го довлечкувам до мојот стан. Ја отварам кутијата и гледам дека е полна со фотоалбумите на татко ми. На секоја корица е втиснат печат на кој пишува Джеймс Грант во долниот десен агол. Ништо не може ме спречи веднаш да седнам на подот и да ги разгледувам фотографиите една по една. Фотографии од сетови на кои има режисери, познати актери, статисти на кои има здодевно, асистенти на режисерите, сите тие се тука. Татко ми си ја сакаше работата. Сакаше ги фотографира луѓето што не беа свесни дека ги фотографира. Се сеќавам во една пригода, околу 1 година пред да почине, прифати двомесечна работа во Ванкувер. Мама и јас го посетивме 2 пати дека беше таму, но таму беше многу постудено отколку во Лос Анџелес, а ми се чинеше дека во тоа време тој беше одсутен цела вечност. Го прашав зошто. Зошто едноставно не може да работиш од дома? Зошто мораше да ја прифати таа работа? Ми рече дека сака да го работи тоа што го инспирира. Рече, и ти треба да го правиш тоа, Моника. Кога ќе пораснеш, треба да најдеш работа што ќе те го исполнува срцето, а не да ти го остави празна. Во ред, ми ветуваш? Тој ми ја подаде раката и јас ја прифатив. Ракувајќи се со него, не баре правиме важен договор. Имав 6 години. Кога навршив 8 години, него го немаше. Ги чувам неговите зборови во моето срце. Ги поминав тинеџерските години, чувствувајќи силен притисок да си ја најдам мојата страст, нешто што некако ќе ми ја исполни душата. Тоа не беше лесна задача. Во средно училиште, долго откако се збогувавме со татко ми, се приклучив на театарската секција и во оркестарот. Се обидов да пеам во хорот. Се обидов со фудбал и со дебатниот клуб. Во еден момент, што ми се чинеше просветлувачки, се обидов и со фотографијата со надеж дека ќе ми се исполни срцето, бидејќи го исполнуваше татко ми. Но дури кога ми беше доделена задачата да напишам профил статија за мојот колега од курсот за техники на пишување на Универзитетот во Јужна Калифорнија, почувствував нешто во градите. Ми се допадна да пишувам за вистински луѓе. Сакав да наоѓам начини да го толкувам реалниот свет.
Ми се допадна идејата да ги поврзам луѓето преку споделување на нивните приказни. Следејќи го тој дел од срцето, се запишав на новинарство на Универзитетот во Њујорк. Тоа ме одведе на стажирање во радиото WNYC. Ја следев мојата страст и станав хонорарен блогер за написи со кои не се гордеам и преживував од хонорар до хонорар од денес до утре, пошто дојдов во Daily Rundown, каде што се запознав со Девид, кој работеше на редизајн на страницата, а потоа во модиш и конечно до Евелин. Една мала работа што татко ми ја кажа тој студен ден во Ванкувер е всушност темелот на мојот животен пат. Во еден краток момент се прашувам дали ќе го послушав да беше уште жив, дали ќе се држав цврсто до секој негов збор, ако неговите зборови се чинеа бесконечни. На крајот од неговиот последен албум со фотографии најдов на некои спонтани фотографии што не изгледаа како да се направени на филмски сет. Беа направени на забава со скара. Во заднината на неколку од нив ја препознав мајка ми. И на крајот најдов една фотографија каде што сум со родителите. Не изгледам постара од 4 години. Јадам торта со рака, гледајќи директно во објективот од фотоапаратот, додека мајка ми ме држи, а тато не гушка и двете. Биле прекрасни заедно. Знам колку скапо ги чинело да изградат заеднички живот, да ми имаат мене. Бела жена и црнец во раните 80-ти. Нивните семејства не биле особено воодушевени од врската. Многу се селевме пред да умре татко ми, обидувајќи се да најдеме соседство каде што моите родители ќе се чувствуваат опуштено, дома. Мајка ми не се чувствуваше добродојдена во Болдвин Хилс, татко ми не се чувствуваше пријатно во Брентвуд. Бев во погорните оделенија на основното училиште пред да запознаам друга девојка што дури и оддалеку изгледаше како мене. Татко и беше доминиканец, а мајка и беше од Израел. Се викаше Јаел. Сакаше да игра фудбал и да чита детски хорор приказни. Јас сакав да го слушам LL Cool J и да се дотерувам. Кога се дружевме, ретко кога можевме да се договориме за нешто, но ми се допаѓаше тоа што кога некој ќе ја прашаше дали е еврејка, таа ќе речеше јас сум полуеврејка. Никој друг што го знаев не беше полу нешто. Долго време се чувствував како две половини. И тогаш умре татко ми и се чувствував како да сум една половина од мајка ми и една изгубена половина. Половина која чувствував толку откинато од себе што ме правеше нецелосна. Но сега, додека ја гледам таа фотографија, тројцата заедно во 1986 година, јас во комбинезонки, татко ми во поло мајца, мама во тексас јакна, изгледаме како да припаѓаме заедно. Јас не изгледам како две половини, тука како едно суштество, нивното, сакано. Ми недостига татко ми. Цело време ми недостига, но во вакви моменти, кога сум на работ, конечно го направам она што може да ми го исполни срцето, сакам барем да можам да му пратам писмо, да му пишам што правам. И посакувам да ми одговори. Точно знам што би ми напишал, нешто како се гордеам со тебе, та сакам. Како и да е, би сакала да добијам писмо од него. Во ред, велам јас. Моето место на бирото на Евелин ми стана втор дом. Станав зависник од утринското кафе на Грейс. Престанав додам во Старбакс. Да продолжиме таму каде што застанавме вчера. Само што почнуваш да снимаш мали жени, повели. Евелин се смее. Ова ти влезе во крвта, вели таа. Брзо учам.